Сакам да прашам, бидејќи вие длабоко сте навлезени во оваа проблематика, дали можете тука на јавноста да ја кажете дали во досегашната ваша интерна истрага сте дошли до докази кои покажуваат дека постојат низа нерегуларност во прекршување на процедурата за добивање на дозволи и во за случајот со Казандол, кој за жалите во завршна фаза, јас бев во петокот во Валандово, буквално рудникот гледа во градот. И истото прашање ми е за Иловица. Може би господине Наков, тоа после Рудникот Казандол е на само 2 км од Валандово. Иначе не е тој единствен што ќе биде во Валандово. До Валандово имаше 2 рудника, тоа е над самиот град Плавуш и уште еден Башивос, кај што снабдува со вода за пиење во Валандово, Дојранско езеро и така натаму. Морам да ви кажам само еден податок, и тоа е веројатно најзагрижувачкиот податок, да го оставиме се тоа што тие ќе ни донесат. Верували или не, 22 концесии за детални геолошки истражувања за овие металични, минерални суровини, како што ги викаат, тоа се бакар, злато, во принцип сребро, се издадени во Република Македонија, од кои 4 се веќе со концесија за експлоатација. И да знаете дека без исклучок, македонската јавност мора да знае, без исклучок, сите се врз главните извори на вода за пиење и вода за снабдување на земјоделието се издадени концесии врз тоа наше природно богатство, основниот извор вода. Сега да не ги наредам сите, да ги редам од кавадаци понатаму. Во постапката, трагедијата да биде уште поголема, во постапката за издавање на овие концесии, ние за период од 2 до 3 дена до јавното обвинителство на Република Македонија покренуваме кривична постапка, значи имаме основа на сомневање за сторени кривични дела и тоа во низ на огромен број државни функционери, претходната власт, на огромен број службеници, порачатели и изготвители на студии. Драматично е што дури не се ни потрудиле да тие податоци на некој начин ги средат малку од малку. Еве ќе ви кажам еден банален податок. Отворете на веб страната на Министерството за животна средина, попарете ја стратешката оценка за влијание на проектот Казандол врз човековата околина, ќе видите дека е аплициран фалсификуван документ. Вика, документот е изработен во постапка тргнат во 2015, подпишен од управителката во 2014. Мислам, нонсенс, официјален државен документ на официјална веб страна на Министерството. Ова е само еден пример, ви кажам. Значи, покренуваме таква постапка и затоа сме убедени и знаеме дека ова зло ќе престане, ќе застане и затоа ние бараме времена мерка веднаш да престанат овие активности. Исто се однесува и за Иловица и за сите други концесии. И да знаете дека никој не е поштеден, почнувајќи од Старо Нагоричане, Трио Паланка, Пробиштип, Пекчево, Делчево, Берово, Штип, Радовиш, Струмица, Босилево, Ново село, Евгенија, Валандово, Дојран, Кавадарци, Росоман, што да кажам? Седо Маријовско. Значи, работата е драматична, но работата во друга страна е едноставна. Просторниот план на Република Македонија, само и овој податок, мислам дека треба јавноста да го знае, просторниот план на Република Македонија е највисокиот акт на државата кој што го утврдува просторното и урбанистичкото планирање, односно нејзиниот економски развој. Тој документ го носи парламентот на Република Македонија. Тој документ се носи на секој 15 години. Сега во сила е просторниот план 2004-2020 година. И во него, верували или не, ве молам, отворете го, прочитайте, мислам, обемен документе, али тоа е основата на целокупниот наш развој, планирање и урбанизам. Во него, на јасен и недвосмислен начин, и тоа е закон, тоа е устав за градење и планирање. Региониве, користење на земјиште, мапава, региониве, кај што сега овие издаваат, односно оние претходно издале 80 и кусур концесии, се региони детерминирани за развој на земјоделието, за развој на туризмот и за развој на лесната индустрија. Тоа е закон. Некој се осудил да го крши овој
парламентарен, народен документ. Значи во старт целокупните постапки се спротивни на законот, спротивни на просторниот план на Република Македонија. И уште еден податок, кој што најверојатно е многу важен, донесен е закон за минерални суровини по кој што му ги издават овие концесии. Дали ви се верува дека за да ја прекопате држава, да го вадите тоа општо добро, наше национално богатство во форма на бакар, злато, дека нема ни тендер, дека нема јавен тендер и оглас, него се дава на основа на барање. Па луѓе, дојдете да земете пасиште, да земете концесија, е со јавни тендери. Земјоделско земјиште да сакате да садите пченица, па се јавни тендери. Вода да земете да произведувате, не знам, електрична енергија, проточно, што ништо не трошите, ви требаат јавни тендери. Да ја деградирате половина Македонија, ви треба барање. Против уставен закон пар екселанс. Така да, тоа е мојот одговор, се водат постапки, ќе се водат постапки, ќе одговараат сите ова што го направиле, а треба да одговарат и за сите овие спомнати прашања, пробишти, скоки и така натаму Битола. И најважно е, ако ова не се спречи, тие што не го спречават, ќе станат соучесници. Дали имате уште прашање? Само да појаснам. Значи, ќе ви кажем дека планира да изградат шестата највисока брана на планетава, на хидроеловиште, кое би било прво повисено од таков тип. Во светот не постојат хидроеловишта со 276 метра висина. Ова е огромно. Ова во Америка го нема, ова го нема во Русија, го има кај нас во Илови. И сега како е стигнато до таму работа? Прекршени се сите процедури на транспарентност. Првата студија на која ќе издадена, за чија основа е издадена концесијата, уште не е објавена. Вемова, со сите закони во државата. Ја не објавуваат да не биде сватена погрешно, односно да не бидат откриени технички податоци за тоа. Зошто таа студија ден денес не е објавена? Ова е нешто невидено. Понатаму, имате момент каде што јавните расправи не се запишени никаде, не постојат. Имате стратешка оценка која што не е дискутирана никаде. Таа е издадена 2016 во август, но никаде нема никаков фидбек за неја. Никој не знае што и каде е како. Сите овие параметри внатре што стојат се директно спротивни на локалните, на леап плановите во општините, директно спротивни, но без разлика на тој факт, тие продолжуваат понатаму позитивни. Внатре во самите студии постојат многу претпоставки. Земени се податоци како примери од други земји и не се спроведени истражувања на терен со цел да се добијат вистински податоци. Тие конкретно го замеруваат фактот дека Македонија е трусно подрачје, дека ваквите проблеми многу ќе бидат мултиплицирани, бидејќи такви објекти се капитални објекти кои што не може секој да ги изгради. Посебно не, ако претходно не се изградени. Ова е експериментално нешто што ќе го прават нас. За ова треба многу повеќе да се збори отколку што ден денес ние знаеме. И се уште ги кријат документи. Вемо, се уште не се објавени договорите за концесии. Ова се правни документи кои што се завршени пред години. И се уште не ги дават, и да нешто вас не ги дават. Несватливо. Тука мораме да притисне да реагираме. Сите овие работи натре во самата содржина имаат